Изградбата на најскапиот автопат во Европа, Охрид-Кичево, ќе ја надмине сумата од фантастични 600 милиони евра. Во објавената програма за 2024 пишува дека од кинеската Ексим банка планирано е да се повлечат средства во износ од над 3 милиарди денари. Но и покрај тоа, од јавното предпријатие Државни патишта тврдат дека не станува збор за нов заем кој во евра изнесува приближно 50 милиони. Продолжувањето на договорот со Синохидро нема да има дополнителни финансиски импликации. Предвидените средства во програмата на јавното предпријатие за државни патишта за 2024 година се средства од веќе обезбедени од заемот Ексим банка за изградба на автопатот Кичево-Охрид, кои мора да бидат предвидени во програмата за да може да се повлечат од сметката. Иако и по 4 продолжувања на рокот за изградба на автопатот Кичево-Охрид, на кој не му се гледа крајот, министерот Бочварски уверуваше дека истиот ќе бил готов и пуштен во употреба до крајот на 2023, тој уште во месец март лани не сакаше директно да одговори дали изградбата на 57 километри ќе чини повеќе од сега инвестираните половина милиарда евра. Значи, ние во моментот имаме таква договорена цена. Јас не можам да преюдицирам за пониска или за повисока цена. Можем да кажем тоа што го имаме како договор помеѓу државата и изведувачите. Експертите пак се децидни, без да се наоѓаат изговори и празни оправдувања кои веќе не држат вода, државата подидно да донесе конечна одлука без тактизирање со крајниот рок за изграда на автопатот Кичево-Охрид, проект кој недозволиво се влече цели 10 години. Апсолутно неприфатливо е било да слушаме за грешки во проектирањето и појава на нови свлечишта на автопатска делница која е значајна сообраќајна артерија во државата. Секојдневно возиме 24 сати 7 по тој пат. И тоа мора да повлијае за донесување на соодветно решение. Значи одлука. Одлука која ќе има цврст тајминг. И не можеме ние веќе да говориме заради ова или заради она, овој не извршил, тој не извршил. Него, тоа е недозволиво веќе. Ние мора да го решиме. Од јавното предпријатие Државни патишта не добивме одговор на прашањето кога е крајниот рок за изграда на автопатот. Во соопштението кој ни го спратија стои дека Министерството за транспорт и врски и тие како јавно предпријатие отпочнале преговори со изведувачот за склучување на анекс на договорот за продолжување на рокот на изведба и оти преговорите се уште траат.